Градот на Крушевската република, град на убавата и интересна архитектура, тесни сокаци со убави куќи. Секое место е убаво за фотографија. Градот познат по Илинденското востание од 1903 година. Востаничката власт траела 10 дена. Крваво била соборена од турскиот аскер. Загинал Питу Гули. Ова се првите зборови што ќе ви ги кажат ако прашате кој е Крушево, градот со историја, приказни раскажувани со векови. Кога пристигнавме во Крушево, заедно со нас дојде и снегот. Во центарот на градот, веднаш до црквата Свети Никола, е мајсторот Јосиф, не покани во дуќанот за филиграни, да се стоплиме и густото паѓање на снегот да го избегнеме. Мајстор Јосе е познат по изработката на накитот филигран. Треба да бидеш креативен за да твориш. Има ли некоја разлика од мајстор до мајстор за филигран? Има ли секој мајстор од своја тајна, да речеме, дали вие имате ваша тајна, па некој друг има некој друг принцип на работа? Тајни во занаетот имат, али со текот на време тие се изучуваат, се надоградуваат. Колку време вие работите со ова? Сте го наследиле, сте го научили? Има ли кој да наследи? Овој занает сум го научил во Златара Крушево. Далечната 73-та година почнавме со изработка на филигран, па се до 90-та година. Потоа, како што дојде ситуацијата, по стечај ваму таму, и си отворивме приватна работилница и почнавме да изработуваме филигран. Тоа е фамилиарно, мислам. Еве и синот мој и ќерката почна и тие да го изучува занаетот. Па мислиме да продолжиме понатака. По историјата на Крушевскиот филигран заминавме на славниот Мечкин камен со професорот Никола Јосифовски. На снегот приказната за загинувањето на Питу Гули е потрагична во свирежот на снегот. На снежната белина се гледаат контурите на високиот споменик, белегот на една битка, што се прераскажува цело едно столетие. Сега се наоѓаме на местноста Мечкин камен, позната во македонската историја по легендарната битка на Мечкин камен во 1903 година, битка која се одвива за одбрана на Крушево при нападот на аскерот. Значи, овде кај што гледаме споменикот е токму местото каде што се одвивала битката, бидејќи од долната страна надоаѓал аскерот со Бахтијар Паша, околу 10.000 војска. Тука е и загинува легендарниот Питу Гули, кој со својата чета, која броела околу 360 учесници, значи востаници, им даваат целодневен отпор на аскерот. Значи, на 10.000-ниот аскер со 360 востаници, навистина е тоа една херојски подвиг. Четата на Питу Гули ја сочинуваат селските милиции, значи од повеќе чети, од, не знам, Светомитрани, Света и така натаму. Да ги споменеме неколку истакнати, меѓу нив, како, например, Ѓорги Ралев, скршениот од Света, Блаже Биринчето, кои пак и преживуваат, значи се едни од ретките кои преживуваат во таа битка. Последната пушка или последниот отпор што се дал при одбраната на Крушевската република се одиграл токму овдека. Значи, после завршувањето на битката, некаде во прик вечерината на 12-13 август, веќе Крушево се смета дека е заземено од страна на аскерот. Има една интересна приказна тука околу она што се случувало по завршувањето на битката. Едноставно, кога го зазеле местото, аскерот им оддаваат почит со сите војни почести на загинатите востаници, што е и еден од ретките примери каде што непријателот им оддава таква почит. Исто така интересно да се спомене овдека е дека 3 дена
не им дозволувале на мештаните да ги приберат, да ги погребаат загинатите овдека, па така за Питогули, да речеме, се споменува дека ноќта, значи другиот ден таму на 14 некаде му доаѓа, ноќта се собрале неколку жени кои тајно го подигнале мртвото тело на Питогули и го погребале во првите гробишта која доаѓаш од Мечкин камен кон Крушево, и тоа го погребале во еден свеж гроб на тогаш погребана, дента погребана нека млада невеста. Потоа веќе се случува ексхумација и 78, ако се лажам, веќе се формира едно гробно место каде што Питогули почива ден денес. Споменикот е поставен во 1988 година. Не бил специјално направен за ова место. Символот на силниот маж кој го крива каменот бил вистинскиот избор. Значи автор на овој монумент, на овој споменик е Димо Тодоровски. Овдека е поставен 88 година, меѓутоа работите започнуваат уште 86 година. И тука има и интересна приказна. Значи ова е негово дело кое не е правено специјално за овдека. Тоа е негова скулптура која е замислувал како крушевски востаник. При една негова изложба е видена таа скулптура и веднаш е нарачана за ова место. Инаку е лиен во Белград, во некоја ливница на некои браќа, не се сеќам кој беа, и тука е интересна една приказна, че кога го подигале од Белград, во Белград морало да се прекине струјата, за да може да го поминат низ улиците од и премногу висока. Историјата, силните битки се воделе и во местноста Слива, на другата страна на Крушево, важно место во историјата. Сега се наоѓаме сосема од другата страна, значи од Мечкин камен. Тоа е уште еден премин, еден локалитет каде што во 1903 година се случила некаква битка. Значи се наоѓаме на преминот Слива, каде што исто така на истиот ден, 12 август, се случил судир меѓу востаниците и Аскер. Имено, околу 2000 војници Аскер доаѓаат од Кичево преку Цер, Постарека, Дивјаци и Арилево, и токму на овој премин се судираат со востаниците. Овој премин е важен заради тоа што токму битката која се случува овдека има овозможува на штабот и населението да се повлечат во планините, односно во местноста Везенково, каде што било по безбедно од нападите на Аскерот. Овдека се наоѓа одделението или одредот на војводата Ѓорги Стојанов. Тоа се 40 востаници кои им даваат отпор речиси цел ден на турците, значи и самиот локалитет, самата локација тоа го возможува, тие се наоѓаат на врвот и им возможува да дадат така долг период отпор. Овдека е интересно, од тие 40 на 36 загинуваат. Само 4 се преживуваат, кои успеале некако во блиската шума да се сокријат. Меѓу нив е еден востаник Димес Мугрев од селото Обршани, кој после 2 години го убиваат во Бучин. Освен приказните за битките, тука се пишувало и за заљубените. И една љубов завршила во војната. Девојката и момчето решиле или ќе живеат заедно, или да ги погребаат во еден гроб. Но овдека на овој локалитет, со овој локалитет се сврзани две интересни приказни. Имено, тука во загинатите востаници е пронајден и женски труп. Доскоро и не се знаеше кој е тој женски труп. Некои предпоставуваа дека е некоја девојка која дошла тука да го бара својот свршеник, други велеа дека тоа е некоја востаничка, но во суштина тука завршува една љубовна приказна меѓу Цветко Стојчев од селото Селце, кој е и еден од авторите на крушевското познато Церешово топче, и неговата свршеница Злата од истоименото село. Имено, Цветко Стојчев е војвода во штабот на востанието, кој пак
откако штабот се повлекува, тој се враќа назад да ја пронајде својата свршеница, која пак треба да се наоѓа во некој збег во планините. Во исто време и таа заминува кон востаничките позиции, за да го пронајде својот свршеник, се наоѓаат токму на ова место и активно се вклучуваат во битката и тука загинуваат двајцата, значи завршува таа приказна. Таа љубовна приказна. Уште една приказна е интересна и поврзана со ова место, имено од Селце, каде се изработиле, мислам, околу 8 церешови топчиња, за одбраната се донесувани 2 овдека на ова место. Едното е, бидејќи надоаѓале турците, го сокриле во шумата, другото наводно и е употребено. Предпоставката е дека она топче кое се наоѓа во Истанбул, во воениот музеј, и се чува како воен трофеј, кој за среќа имавме шанса да го видиме 2003 година и овдека во Крушево, предпоставката е дека е токму од ова место запленето од страна на турците. Значи, самата битка овдека на Слива говори за една воена послушност, извршување на воена наредба. Значи, штабот наредил оваа позиција по никој услов не сме да се напушти, бидејќи тоа ќе значело дека ќе настрадат многу невини луѓе од невиното население. Затоа, значи, значењето на биткава на Слива е исто така големо како и на Мечки камен. На 2 август 1974 година, на денот на 30 годишнината на заседанието на АСНО и 71 годишнината од Илиндинското востание, споменикот е создаден од страна на Јордан Грабуловски и Истра Грабуловска. Споменикот во форма на боздоган ја означува непокорноста и борбата на македонскиот народ за слобода и самостојна држава. Зимскиот ден идеално се гледани широките прозори на музеот. Поубав сјај даваат мозаиците. Тука е гробот на востаникот Никола Карев. Немало војна без добра стратегија и секако оружје. Во градот може да заминете во леарницата, каде востаниците тајно правеле оружје. Во амбиент како никогаш било и денеска тука, може да видите дел од производите да ја слушнете приказната за големите војводи. Значи, одејќи по стапките на револуционерите од 1903 година, еве сега се наоѓаме во музеот наречен Леарница. Што е тоа? Именно во 1903 година, дека организацијата била на завидно ниво, говори фактот дека во градот биле неколку работилници каде се поправало оружје и се лиеле куршуми. Една од тие работилници и оваа, овдека каде што се наоѓаме, значи тоа е автентично наместен објект, исто како што и изгледал и тогаш. На интелектуалната група, така наречена интелектуална група, која ја предводи Никола Киров Мајски, била задолжена, значи после ослободувањето на Крушево, да им го поправаат оружјето и да се лијат куршуми за потребите на востаниците. Така овдека се работело деноноќно. Тука после доаѓале курири кои ги разносувале тие оружја, например, од горните села доаѓале жени кои наводно доаѓаат на пазар, во суштина разнесувале куршуми, односно оружје. Овдека има експонати кои се токму од оваа иста леарница, значи некои од овие калапи. Огништето се наоѓа на истото место каде што било. Тоа е реставрирано некаде 2003 година, значи официјално пуштен како објект за јавноста. Процесот на реставрирање започна нешто порано, 1988 година, кога е извршена експроприација на овој објект. Како растеше денот, така и врнежите на снег се зголемуваа. Оваа недела Крушево ќе биде бело. Вистинско уживање за љубителите на зимата.
Овој викенд во Крушево може да поминете во вистинска релаксација со чистиот воздух. Во исцрпното шетање на ред дојде и крушевската кујна. Главни специјалитети во Рома ресторанот се петулиците, топеното сирење, крушевското грне и секако за љубителите на месо, крушевската плескавица. Во нашиот ресторан или град Крушево најдобри специјалитети се топено сирење, крушевско грне и рома грне и петулици со лук. Ај сега поред, што значи крушевско грне? Што има внатре, како го подготвуваат? Крушевско грне се подготвува во земјено грне се стават првин кетчап, потоа оди кашкавал, печурки, шампињони, потоа пак се дават кетчап, потоа пак кашкавал, после зарзават со меснати производи, салами, вратови, тие, и на крајот стават јајца и се печат. Така, топеното сирење? Топеното сирење во земјено грне се стават кетчап, кашкавал, сирење, павлака, кетчап и на крајот пак кашкавал. Реците беа многу оригинални, многу интересни, до сега не сме пробале такви. Како ги подготвувате петулиците? Тие ги подготвуваме исто како палачинките и се печат на тапче и потоа се реда во редено земјено грне, ред петулици, лук, мешано со масло и така секој ред и се поливат и се преливат, се мачкат и пред камерите како избор ја подготвија плескавицата. Секако може и вие да земете пинкаво и хартија да го запишате овој крушевски специјалитет. Ево претходно замесено месо, телешко и свинско. Се земат, ставаме кашкавал, 50 грама, сланина, 40 грама. Сето тоа добро се замесува, да се соедини с месата. Земаме плескавицата, формираме плескавица. Откога ќе биде печена на плескавицата од двете страни, 80% готова, земаме клаваме во грне и ја доправаме во печка. Од Крушево не може да се вратите без крушевскиот локум и целувките. Најстариот произведувач е Тагас Балкан, третата генерација на локумџии во градот. Мики Чонески, како зет од неговата баба, одлично го изучил занаетот. Се истура вода во казан, во водата откако ќе зоврие, се истура шеќер. Кога ќе зоврие водата со шеќерот, се додава нишесте, измешано расчинето во вода и лимонска киселина или лимонкос. Потоа целата смеса се вари. Тоа процесот на варење трае околу 2 часа. Кога ќе биде готов, се меша, се разбира машински. Кога ќе биде готов, мајсторот знае кога е готов, испечен локумот, се додава јатката и се истура во калапи за да отстои 24 часа, за да може наредниот ден да се сечи. Потоа се сечи на ремени, па секој ремен се сечи на парчина и се реди во кутии, се пакува. Значи тајната е во печењето? Тајната е, кажав на почетокот, малку во составот на составните делови на локумот, кои се разбира никој мајстор не ги кажува, а мајстор е мајстор ако знае кога е локумот испечен. Локумот се уште е традиција кај крушевчани со кафе, се јаде и локум. Се послужува за сите убави празници. Примамливите целувки се исто така специјалитет на Тагас Балкан, интересен производ со уште поинтересно име. Целувкава при јадење целувката изгледа како да се бакнува.
За да не се растури од таа крепка, убаво, човек мора внимателно да ја касне и баш тоа каснување изгледа како бакнеш. И затоа се вика целувка. Крушево е преубав град, но со чудна енергија. Градот најмногу станал препознатлив по историјата и подадените жртви. Така било во минатото, но се повторува и денеска. Крушево уште е попосетено по загубата на Тоше Проески. Нема ден никој да не застане пред гробот на звезденото момче со ангелски глас.